Општина Штип денес беше домаќин на работилницата Еко Здрав Саем, која е во соработка помеѓу две средни училишта, и тоа Средното општинско училиште Јане Сандански од Штип и училиштето Божидар Ѓорѓиевиќ Кукар од Лесковац, Република Србија. Целта на ваквиот настан е да се подигне свеста на локално ниво за подобра и поздрава животна средина. Директорката на Средното општинско училиште Јана Сандански, Марија Николиќ, истакна дека проектот е дел од суперучилиштата, како единствено училиште кое го доби овој проект од регионот. Честни е што денес сме овде во општина Штип, каде што нашето училиште Јане Сандански заедно со партнер училиштето Божидар Ѓорѓевиќ Кукар од Лесковац се овде за да промовираат една активност која има за цел да ја подигне свеста на локално ниво и меѓу младите за подобра и поздрава животна средина. Проектот е дел од Рајко суперучилиштата како единствено училиште кое го доби овој проект од овој регион. Ги вклучува земите од Западен Балкан, Македонија, Црна Гора, Србија, Босна, Херцеговина, Косово и Албанија. Целта е да се промовира интеркултурализмот во образовниот систем и учениците да можат да ја подигнат свеста не само меѓу младите, туку и на пошироко ниво за создавање на здрави животни заедници. Со заедничката работилница ќе се овозможи бесплатна услуга на граѓаните, кои што ќе ја посетат самата општинска зграда, како и на општинската администрација, додава Сонја Николова од Оделението за образование. Општина Штип, поточно општинската зграда, колотно општинската зграда е домакин на завршната манифестација, односно работилница, на учениците од двете средни училишта и тоа општинското средно училиште Јане Сандански од Штип, нашето медицинско училиште, заедно во соработка со партнер училиштето од Република Србија, од Лесковац. Имаме една заедничка работилница, активности каде што ќе извршуваат бесплатни услуги на граѓаните кои што ќе ја посетат денеска општинската зграда, меѓутоа и на општинската администрација. За учениците и од двете средни училишта ваквиот настан покрај што представува можност за да се стекнат многу знаења, представува и можност за големи пријателства кои ќе останат и во иднина. Ние веќе се дружиме 5 дена и во текот на тие 5 дена имавме можност пред се да се запознаеме, да створиме нови пријателства. Исто така имавме низа на работилници, вклучувајќи работилници за булинг, за ментално здравје, за пронаоѓање на личниот идентитет и слично, при што на вчерашната работилница ние успеавме да ги надополниме нашите знаења за мерење на крвен притисок, како и шеќер во крвта, кој што денес ги применуваме. Исто така сметам дека најинтересно за нас беше изработката на сапуни, на глицерински природни сапуни, како и на бет бомби, пенливи купки, кои што денеска се наоѓаат овде на саемот и средствата кои што денеска ние ќе ги собереме ќе бидат наменети за хуманитарна акција за лицата со посебни потреби. Овој, као што и другарица рекла, тренутно смо на сајму еколошком у склопу проекта Заедно за еко здраве заеднице. У протеклих пар дана, односно 5 дана од данас, смо се изузетно лепо дружили и поред активности кои е поменула другарица, имали смо и нешто што би нама конкретно у хемиској школи јако значило, тоа е посета фабрици воде, затим радионице за рециклажу текстила, затим радионице како пружити прву. Инаку, денес на завршниот настан учениците изработија сапуни од профилот на фармацевски техничари, делеа здрава храна, а по завршувањето на хуманитарната акција, собраните средства ќе бидат донирани на децата со посебни потреби.